Со реализацијата на овој проект, кој представува сертификација на општината за бизнис поволно обкружување и еден меѓународен печат за квалитет на нашата општина, при реализацијата на проектот, наидовме на повеќе, како да речем, пречки за негова успешна реализација, водејќи се од исполнувањето на 12 критериуми. Најмногу проблеми имавме во делот на достапноста на информации и на услуги кои ги нуди општината на нашиот веб портал. Исто така наидовме на потреба од отварање на едно подмени на нашиот веб портал кој ќе се однесува и ќе ги тангира економските вести, економските случувања, каде ќе се исто така потенцираат можностите за инвестирање на странски и домашни компании, олеснувањата или исто така и промоција на саеми кои ги организира нашата општина и кои се на регионално, национално и на интернационално ниво. Сето тоа сега веќе го имаме на нашата веб страна, сите формулари во електронски формати. Со воведување на законот за легализација на бесправно изградените објекти, започнавме со работа во општина Струмица. Конкретно се доставени околу 9360 барања за легализација. Веќе имаме издадено решение за утврдување на правен статус на објектите. Се плаќа елаборатот и се плаќа 1 евро од метар квадратен за стамбен простор. Да, со легализирање на бесправниот објект, граѓаните ќе имаат можност да го откупат земјиштето каде што се наоѓа објектот по одредена цена со законот за градушно земјиште. Ние општината ја чувствуваме како еден наш партнер во бизнисот, така да, како што претходно споменав, ние уште поодамна, и како бизнис заедница, имаме многу добра соработка со општината. Имаме подпишано меморандум за соработка во кој што ги регулираме нашите односи во бизнисот, како што и ви спомнав со 2 примера, каде може да видите доколку има посета на странска делегација од економски аспект. Секој сме благовремено информирани и доколку има интерес, односно наша желба, имаме представник на самата средба. Тоа е како еден од многуте примери. Како втор пример, доколку некој од нашите членки на бизнис заедницата има одреден проблем, дали е тоа во комунална сфера или некој друг, реагира во заедницата, така да ние веднаш обезбедуваме контакт во истиот ден, најкасно во наредниот, со одговорното лице, дали е зависно од кој сектор, се со цел за брза и ефикасно решавање на проблемот, што го има нашата членка. Примери може да исто така многу набројуваме, меѓутоа крајниот заклучок е дека тоа денеска што го правиме е само една потврда дека Струмица е пријателска општина со бизнис заедницата.